Благодарам. Една од 4 области како приоритетни поглавја посочени од Европската Унија беше на прво место корупцијата, борбата со корупцијата, криминалот, реформи во јавната администрација и како тргна оваа власт со план 369, 18, 24, 36 и така натаму, со носење на вистина на низа стратегии во многу области, не само во криминалот и борбата со корупцијата. Стратегии носиме во ова собрание, ама не гледаме дека нема ефект од тие стратегии затоа што на секоја област како држава тонеме. И ќе почнам со ред. Прво што сметам дека требаше да биде присутен Љупчо Николовски, вице-премиерот за борба против корупцијата, иако собранието ја носи стратегијата, но како најзасегнат кој што потоа ќе треба да спроведува мерки и активности што произлегуваат од оваа стратегија, сметам дека требаше да биде присутен. Самиот факт дека според степенот на корупција сме на 111-тото место кажува колку имаме постигнато со борбата против криминалот и корупцијата, и во вашата стратегија како главни цели сте ги навеле 12 цели што се наведени, и тоа зголемување на нивото на политичка одговорност, демонстрирана воја за борба против корупцијата, по 2 совесно управување со политичкото влијание во јавниот сектор и спречување на политичкото влијание во работата на независните тела и во постапки регулирани со закон, јакнење на интегритет и отчетност во јавниот сектор и низа цели кои што се наведени. Нешто што ми влезе во очи, да речам, ми го привлече вниманието, зајакнување на капацитетите и на посветеноста на органите за спроведување на закон, на обвинителството и судството во откривањето и санкционирањето на корупцијата, како и јакнење на отпорноста на корупцијата во нивните редови, нешто во област во која што потфрламе многу како држава, дефинитивно, и од каде што почнуваат по хиерархија сите девијантни однесувања во општеството. Под 11 пример, под реден број 11 ви е наведено подигнување на јавната свест и спроведување на антикорупцијска едукација, и сите овие вака цели што ги читам премногу амбициозно изгледаат, но на дело во државата на реална основа ние немаме ништо сторено. Немаме никаков прогрес, и дека ова е сепак добра форма на зацртани главни цели во стратегијата кои што се наведени, но немаме никаков прогрес и немаме ефект од тоа. Она што беше и нагласено и од моите колеги, дека прв приоритетни проблеми за борба против корупцијата по сектори, прв наш фокус и од колегите претходно што кажа е правосудството, и нејасно е зошто во стратегијата пак се испуштени нотарите и извршителите. Тоа е симптоматично. Уочлив е фактот што приоритетните проблеми наведени во стратегијата се премногу општо дефинирани, што е уште поексплицитно потврдено во последователниот текст во овој дел од стратегијата, кој е посветен на наводното образложение на проблемите, каде главен акцент најпрво е ставен само на кодексите на професионално однесување на судиите и на јавните обвинители, со што она што сметаме дека е важна работа, комплетиран со предлогот за донесување на законот за државно правобранителство, ама при тоа се заборава најважното, дека државата во 2019 година го донесе својот закон за спречување на корупција и судирни интереси, чија практична имплементација, особено од перспектива на неговиот член 17, нуди далеку посеопфатна и практична рамка за остварување на погоре наведените цели на стратегијата. Плюс што овие кодекси на однесување и во судството, па и во пратениците во собранието имаме таков етички кодекс на однесување на пратениците. Прво што не се со обврзувачки карактер, второ што по однесувањето и овде во собранието, а и по однесувањето и по сите збиднувања во судството, гледаме дека немаат ефект, иако се донесени, повторно остануваат празно слово на хартија.
Друго што сакам да го спомнам како теми, бидејќи моите колеги ги опфатија и не би сакала да се повторувам во делот на областите што тие говореа, но прашањата легитимни се дали се користат она што го наведовте во вашиот одговор, дали се користат правилно државните ресурси за справување со корупцијата, одговорот е дециден не. Во делот пак на човекови права говори самиот извештај на народниот правобранител, во кој што се вели дека имаме 90% зголемување на бројот на преставки токму во делот на човекови права. Тоа покажува и во кој девастирано општество живееме. Инаку многу добро ни е познато како оваа власт, 4-та година веќе, применува во законите кои што ги се носат и забелешки од јавни расправи и забелешки од граѓаните, односно не ги применува. Затоа што бевме сведоци на помпезно најавувани и со многу присутни луѓе овде јавни расправи по многу битни теми. Тоа останува пак слово на хартија, затоа што во самите законски решенија не се применуваат тие забелешки, плюс што најтазе е примерот со носење на законот за дискриминација, каде невладините има конкретна забелешка, која што прво владата не го прифати нивниот амандман, потоа собранието требаше да исправи таа грешка, на крајот се одби амандманот на амандманската расправа. Значи, зборувам со аргументи и со факти. Проблемите со носење на закони по скратени постапки со европски знаменце и како влијаат на квалитетот. И да не се разбереме погрешно, јас многу пати имам констатирано дека ние имаме добри закони и тоа го има забележано и Европската комисија во извештајот, дека имаме добри закони, но дека немаме нивна имплементација. И проблемот овдека не е да се донесат законите, работата е што од реалните потреби на граѓаните ќе се имплементира во законите. За жал, ние бевме сведоци на Комисијата за европски прашања, каде што сум јас член, каде што се носеа закони кои што и не беа усогласувани со европските регулативи. И на тој начин ние не можеме само прво се намалува веродостојноста на самата Европска унија и на некој начин, не на некој начин, се злоупотребува. Баш на онака европско знаме, ја велам дека се искина од злоупотреба, брутално се употребува, затоа што под плаштот на европско знаменце се протуркуваат промени на закони кои што само одговараат на оваа власт, кои што не одговараат, ајде на нас како опозиција, не одговараат на граѓаните. И ние укажуваме на тоа, ама од другата страна ние немаме ниту слух, ниту интерес да се промени тоа. И така си ја тераат, да не речам народно, на ѓон работава. Она што се спомна и во вашиот одговор беше дека агенциите за привремени вработувања се злоупотребуваат во овој период за партиски вработувања и вработувања по партиски списоци, и тоа е апсолутно точно. Значи нема општина во која што не сум пошла каде што не кажуваат мештаните дека се вработува на ангро. Во пресред на локалниве избори да се искористат сите можни ресурси, да се злоупотребат, иако пред избори се велеше, се повикуваше дека јавната администрација ќе се реформира, дека е пренатрупана, ама сега не е битно дали е пренатрупана. Сега е битно да се освојат гласови за следните локални избори. Затоа ќе донатрупаме, ќе уништиме, ќе убиеме, наместо да се разговара конкретно за проблемите, ресурси кај што немаат. Пример, имаме општини каде што еден човек, една жена, пример, обавува од 3 области, пример, работа со предмети, работа со странки и нема ресурси, буквално немаат ни компјутер, ни доволен простор, канцелари. Наместо за тоа да се приоритетно да се определи оваа власт, се определи за донатрупување и доуништување на администрацијата. Еден дел, баш првата страна од стратегијата, вели вака: во делот на јавни набавки, под точка 1 во табелата читам: зголемување на институционалниот интегритет и како индикатор за исполнување е, велите, воведена се вели, извинете што ви велам, велите, воведена изјава за доверливост. Воведена изјава за доверливост, пак празно слово на хартија. Според мене, што повлекува ова правно дејство? Има или нема? Еве, ја не сум правник, можеби можете да ми го објасните. Плюс што претходно за овие забелешки за борбата со криминалот
не се само наши корупцијата, не се само наши констатации, туку и во извештаите на релевантни институции кажуваат дека пример еве Греко констатира дека Република Македонија не направила суштински прогрес во имплементирањето на препораките на Греко за спречување на корупција помеѓу парламентарците, судиите и јавните обвинители. Понатаму во делот на политички систем суштински треба да се обезбеди всушност рационално користење на инструментот за носење на закони, она што го претходно го кажав. Не може да се постигне рационализација во носењето, затоа што оваа власт се води не од приоритетот и барањата на граѓаните, на вработените во јавната администрација и така натаму, туку се води само од мотивот корист или добивка. Кај има корист или добивка, такви закони ќе донесе и да стигне до придобивката. Сметам дека требаше прво да имаме извештај за борбата со корупција, како што ги спомнав, па потоа да работиме стратегијава, затоа што од извештајот ќе произлезат конкретни мерки и постапки и активности во стратегијата. Во делот на правосудството, по-конкретно би сакала да наведам и од препораките на Греко, дека само 6 од 19 препораки се имплементирани на задоволително ниво. Од преостанатите препораки 8 се делумно имплементирани, 5 не се имплементирани. Во однос на членовите на парламентот, ниту едно од препорачаните подобрувања не беа спроведени, дури и делумно, со исклучок на она што се однесува на изработка на кодекс, како што ви кажав, дека го имаме кодексот, но нема никаков ефект. Што се однесува до судиите, обвинителите, извештајот открива дека земјата направила одреден ограничен напредок, укажувајќи на усвојувањата на измените и дополнувањата на Законот за судскиот совет во декември 2017 и мај 2018. Греко исто така забележува дека се создаваат нови советодавни и надзорни тела за судиите и обвинителите за поддршка на имплементацијата на нивните советодавни соодветни правила за однесување во секојдневната пракса, но ќе треба да ги процени овие подобрувања кога ќе станат достапни по конкретни информации. И кога станува збор за системот на декларација на имотот и интересот, групата на Советот на Европа жали што не се случил некој значаен развој за зајакнување на контролната функција и за поддршка на порамномерен и политички пристап без мешање на Државната комисија за спречување за корупција и понатаму Државната комисија за спречување корупција неодамна беше вовлечена во сериозни контроверзии, што резултираше со мнозинство од незините членови да се дадат оставка поради наводите за лошо управување со имотот. И на крајот Греко заклучува дека сегашното многу ниско ниво на усогласеност со препораките е глобално незадоволително и бара од шефот на делегацијата на Република Македонија да обезбеди извештај за напредокот на земјата во спроведување на препораките, што е можно поскоро, но најдоцна до 30 јуни во 2019. Сметам повторно ќе се повикам и за тогаш и за сега дека требало да имаме прво извештај за она што е сработено. Моите колеги веќе го спомна во делот на јавни набавки и јас имам неколку пати кажано од собраниската говорница дека се укина само што дојде на власт како една од најголемите реформи на ова мнозинство беше да се укине Советот за јавни набавки, кој тогаш велеа дека не го оправдувал своето постоење. И во ред е, ако не го оправдувал своето постоење, прашањето му е дали се воспостави нов механизам кој што ќе го оправда своето постоење. Дали се воспостави, одговорот е не. Пред некој ден ние го гледавме овдека во собранието финансискиот извештај за 2019 година, нема да го образлагам затоа што таа точка веќе помина комисија на седница ќе работиме. За 2019 година, кога ја велам дека е година на скандали и на најмногу корупција, подкуп, тогаш беа оние случаеви со Фондот за технолошки иновации, каде што се распределува пари по партиски војници, по партиски списоци. Понатаму се појави случајот со рекет,
со мебелот на Катица Јанева. Патам да ве запрашам вас мнозинство, каде ви е Катица Јанева, знаете сега вие. Плюс што имаме бегалци од минатата ноќ, за кои што се глуми сега низ државава, на секој чекор има полиција и се глуми дека се бара. Па еве јавно ја прашувам, ова мнозинство го прашувам, па еве и владата треба да ја запрашаме. Како толку при толку строги контроли на полицијата? Вчера, замислете, скоро 900 граѓани казнети за брзо возење. Пред некој ден, за жал, почина човек во Велес затоа што не смел да тргне маската. Од каде тоа право за такво апсурдно однесување? Но сега во знак на театар ќе се глуми на секој чекор ќе имаме полиција за бегалецот што го пуштивте. Во делот на лобирањето во политички систем, да не ги читам сите наоди, нерегулирана интеракција помеѓу лобистите и представниците на органите на законодавната и извршната власт, како и функционерите од локалната власт. Прво што представувањето на лобирањето како еден од приоритетите на политичкиот систем на Република Македонија е бесмислено, затоа што лобирањето ниту било, ниту ќе биде приоритет во политичкиот систем, туку со сегашниот закон за лобирање што е во собраниска процедура само ќе се отворат многу прашања, недоследности и проблеми. И како може Државната комисија за спречување корупција да го наведе лобирањето како приоритет, а новиот закон за лобирање прво се уште не е донесен. Исто така, да беа толку заинтересирани, ќе има доставено мислење до пратениците на собранието по однос на новиот предложен закон за лобирање и тоа поднесен со европско знаменце, плюс што сметам дека е темпирано носењето на и тенденциозно, многу тенденциозно носењето на законот за лобирање по се тешки и важни процеси во минатиот мандат кој што ги поминавме, како процесот на промена на уставното име, каде што бевме мета на лобирање и самите пратеници. Имавте прашање, колешки? Очекувам реплика, па ќе си одговориме. Во делот на точно се донесе закон за прекршоци и се усогласуваат сега сите закони со тоа, но многу повеќе загрижува прво што сметам дека во некои области, да, го гласавме ние, ворете сето тоа, но сметам дека во некои области навистина треба да се размисли дека со намалување на глобите и на за прекршоците дека се иницира или се мотивира девијантно однесување, овдека во делот на органи за спроведување на законот е наведено вака и затоа сметам дека имаме мотивација плюс на девијантно однесување не само со законот за прекршоци, туку и од непостапување на раководствата во институциите. Ќе ви го прочитам тој дел за да бидам појасна во искажувањето. Раководството на институциите често пати не ги спроведува препораките од натрешната ревизија и Државниот завод за ревизија, од причина што законските решенија не предвидуваат одговорност во случај на непостапување по однос на препораките од ревизорските извештаи. Ова влијае на функционирањето на институцијата, на интегритетот на вработените и го загрозува економичното и ефективното работење на самата институција. Потребно е да се воспостави ефикасен систем на спроведување на препораките, но и систем на одговорност и како што кажав, со вакво непостапување или непреземање на санкции дека се мотивира девијантно однесување. Во делот на здравство, оваа констатација се согласувам дека е 100% точна. Не постојат ефективни критериуми за утврдување на договорните надоместоци, лимити, буџети за здравствените установи, било дали се јавни или приватни, и за цените на здравствените услуги и лековите, ниту пак критериуми за транспарентно утврдување и распределба на буџетот наменет за здравствените установи, нови технологии и лекови, методи за здравствени услуги. Јасно е дека овој проблем со наплатување на здравствените услуги, посебно на жени во бременоста, и цените се разликуваат од до установа во која што се прегледуваат,
Ова е многу долгогодишен проблем во општеството. Сметам дека ако сакаме да ги заштитиме трудниците и било кој што е засегнат со своето здравје, сметам дека треба да имаме итекако поголем интерес, затоа што видовме дека оваа влада навистина нема интерес и желба да се среди овој дел. И јас не би сакала да должам, што веќе сме повеќе од 2 сати во салата и веќе сме изложени и загрозени за своето здравје, пушто сметам дека треба да оставам простор и за другите колеги да се изјаснат. Благодарам.